Токму тоа е и нашата цел, да извршиме информирање и едукација на населението за тоа што понатаму со оние алишта и текстил кои што го имаат во домовите, а веројатно ним им се чини дека веќе не им е потребен. Една од можностите е да го донираат на семејства кои имаат потреба од такво нешто, но доколку не можат да ги најдат или не познаваат такви, тогаш тука е Црвениот крст. Таму можат да се обратат во секое време, во било кој град од Македонија и да го донираат она што го имаат како непотребна облека или текстил во својот дом. Граѓаните, жителите на Скопје, веројатно тука имаат и една привилегија, па имаат можност и да ја посетат продавницата со едноставен наслов, Копче, која се наоѓа во самиот центар на градот, во која што не само што може да донираат, туку може и да си купат гардероба од втора рака. Токму за проектот Копче, кој што носи еден поднаслов "Подари приказна, облечи си среќа", ќе зборуваме во следните минути со нашата гостинка Александра Валкановска, стручен соработник во Црвениот крст на град Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, навистина интересна тема, една нова перспектива и за нас после овие податоци кои што ги слушнавме. Не дека не ги знаеме нештата или пак ама секогаш е потребно и да се проговори погласно и со повеќе фактори и навистина да се подигне јавната свест, како што многу пати се спомена, за проблемите со вишоците облека во конкретниот случај. Сите ние во домовите имаме вишок на облека. Еве сега за некој месец ќе доаѓа и таа преодна сезона од зима во пролет. Веројатно повторно ќе се прават чистки по гардероберите, па ќе се создаваат купишта, алишта. Што со нив? Токму така, значи, она што испоменавте, некако постои традиција дека кога зборуваме за донирање или начинот на донирање на облеката, можеби првата асоциација е Црвениот крст. И навистина тоа е нешто што е традиционално врзана за нашата работа, дел од хуманитарните активности, затоа што граѓаните ја имаат таа свест дека убаво е да се подари облеката, односно убаво е да се донира. И изминатите години се правело така. Ние сме биле сведоци дека имаме големи количини и од корпоративниот сектор, меѓутоа и од граѓаните кои што најмногу сезонскиот тип на облека ја носеле во Црвениот крст. И тоа било така. Некаде 2018 година се создаде идејата дека можеби е времето да се направи еден посистемски начин, односно да се поработи на тоа како треба да се донира облеката, односно да се создаде еден систем и еден ланец за донирање на донираната облека, како и да изгледа, односно како да звучи сето тоа. Така што тука се зароди идејата за формирање на Копче, меѓутоа и за поставувањето на оние контейнери на Црвениот крст во кои што граѓаните може да ја остават својата облека. Тоа е всушност еден убав и интересен начин каде што донираната облека понатаму се селектира, соодветно се третира, или ако треба да се испере, да се направи некаква корекција, доколку е нешто скинато или пак некое копче што е навистина многу мал зафат или патент, може да се реупотреби и понатаму соодветно да се донира една количина до крајните корисници, една количина да се донира можеби на институции кои што згрижуваат повеќе лица, каде што има повеќе количини на облека потреба и така натаму, меѓутоа една количина да се смести во нашата продавница за облека од втора рака, како што велиме, Копче, со едноставен назвив, затоа што и всушност донирањето на облека е многу едноставен чин. За сите нас е терет. Верувајте, што да се направи со облеката. Значи, не е во ред да се фрли, не е во ред да се даде некаде каде што не е потребна, а и каде би се дала ако нема соодветна информација каде таа облека ќе заврши. Така што преку овој наш концепт навистина сметаме дека каналот на донираната и потоа донирана кон трето лице облека е навистина многу поедноставен, меѓутоа и многу полесен. Имате ли некакви податоци за тоа колку, да речеме, годишно се собира донирана гардероба во Копче? Така, секоја година водиме некоја статистика од нашите контейнери, сега зборувам за територија на град Скопје, колку облека се собира и потоа колку облека се донира. Зборувам за минатата или измината 25 година, каде што некаде количините се околу 90 тони облека.
облека и оние што се велиме за домаќинство, значи постелнина, пешкири и така натаму, значи пак поврзано со текстил, што значи дека е тоа навистина голема количина само во Црвениот крст, само во нашите пунктови, односно и преку продавницата. Што значи дека од таа количина секако дека се задржува одредена количина која што се распределува, меѓутоа околу 30.000 парчиња облека годишно се донираат. Тоа значи дека се донираат на социјално ранливи семејства или лица во социјален ризик, кои што преку општинските организации на Црвениот крст се евидентирани во нашата база или доаѓаат или пак ние им пристапуваме согласно потребите, им се донира периодично облека, најчесто сезонски, промената на сезоната според годишните времиња секако, или пак една количина се задржува во нашата продавница Копче, затоа што велиме дека тоа е еден достоинствен начин граѓаните да дојдат до облека. Дел од социјално ранливите семејства со посебни ваучери доаѓаат во продавницата и тие самите избираат што им е потребно. Тука имаат можности да пробаат облека и достоинствено да одберат, како впрочем и ние што сакаме, што е тоа што ми се допаѓа и што ќе го носам, а што е тоа што можеби ќе ми го дадете, меѓутоа за мене нема употребилова вередност, или ми е преголемо, или ми е премало парчето, или пак едноставно не ми се допаѓа таков тип модел кој што сакам јас да го носам. Така што е еден убав и достоинствен, повторно ќе кажам, начин да се одбере облеката и секако да е системски. Значи точно одмерено колку парчиња да се земат, да нема претрупување со облека, односно донирањето не значи дека треба да се дадат 20, 30, 50 парчиња облека кои што повторно ќе завршат на ѓубриште, односно во отпад. Да се даде количина онолку колку што навистина му е потребно на семејството или на лицето. И секако многу важна компонента, бидејќи ние велиме дека Копче функционира како и социјално предпријатие, да има еден продажен елемент, односно граѓаните, сите оние кои што сакаат да купат, кои што имаат малку повисока, велиме, развиена еколошка свест, дека постои нешто што е донирано и кој што не е за отпад, туку едноставно има употребилна вредност, да се купи по некоја символична цена и како што велиме, на донираната облека да и се даде втора шанса. Затоа што тоа значи, како и претходните прилози, таа облека да не се фрли, да не ја загади животната средина, да бидеме предсопштествено одговорни, затоа што со таа на еден начин донација помагате и на крајните корисници. Во продавницата Копче работат корисници кои што се од социјално ранливи семејства. Работеше корисничка кој што беше барател на азил, односно мигрант. Така да секогаш се трудиме тој концепт на самоодржливост, односно поддршка на оние кои што се ранливи, да ги промовираме и преку овој концепт на донирање на облека. И успева, успешната приказна на Копче се уште живее, се надеваме и ќе живее и ќе прерасне во уште нешто уште поинтересно и уште по да речеме, да го приближиме концептот до граѓаните, меѓутоа треба и време, и зборување. Невизна благодарност што еве таа тема ја споменавте, односно ја врзавте со работењето на Црвениот крст. Она што ме интересира е докаде ни е свесноста за тоа во Европа па и во светот продавниците на гардероба од втора рака одамна постојат и функционираат. Кај нас имаше некакви обиди, сега зборувам за комерцијални, но некако се затворија. Имате ли случаи кога луѓе доаѓаат и купуваат гардероба за себе? Копче е радо посетена локација, место од голем број граѓани. Тоа е нешто што радува и тоа не охрабрува дека всушност сме на вистинскиот пат. Затоа што во Копче има навистина убави парчиња облека. Кога зборувам убави, не зборувам за дали е тоа бренд или не знам каква фирма, назив на парчето облека, туку употребливи. Тоа е најважното. Употребливи значи дека се здрави, чисти, претходно навистина коригирани, доколку повторно ќе кажам, некоја мала корекција, ако имало нели напукнато копче, ако треба да се промени патент, ако треба малку да се закрепи на некое место кое што воопшто не значи недостоинствено носење, меѓутоа тоа па нешто е што претходи на, односно како последица на нешто што значи зборување за тоа каква облека всушност треба да се донира. Секогаш велам, па и приватно говорејќи со пријатели или пак нели во домот, секогаш размислете кој ќе ја носи таа облека. Не е во ред да се донира нешто што е навистина неупотребливо, што ни сам не би го облекол. Ни сам не би го, што велите, облекол на себе или пак едноставно
чувано години и години и години, веќе навистина и влагата може да го направи своето и долгото стоење и нели случаи каде што е оштетена од стоење, не од носење, туку едноставно не се носи во гардероберот, стои месец, 2 година, апсолутно треба местото да не биде во гардероберот или во визбата, во подрумот, на таванот каде да се чуваат тие стари парчиња облека, туку да заврши таму каде што треба да заврши. Тоа е достоинствениот начин, додека се уште е употреблива, додека се уште е очувана облеката. И да размислите дека некој треба зад вас, односно откако вие ќе ја донирате, да ја носи таа облека. Кога ќе се тргне од таа мисла, од тоа чувство дека всушност правите хуман гест, ама при тоа навистина видлива вредноста на тоа што го правите, тоа е чинот на донирање. Иако често пати граѓаните се вуваат кај нас, дали треба хемиски да е перена и така натаму, не. Навистина нема потреба да се носи на хемиско чистење, да има некаков доказ дека е таа чиста, сепак таму има цел еден систем, од селектирање до перење, до пеглање, до работилница која што се преработува облеката за да не се фрли, да не заврши на отпадите, да заврши кај граѓаните, но оние кои што навистина им е потребна облеката. Јас мислам дека со овој наш разговор денес ќе ги поттикнеме граѓаните еве сега во овој преоден период кога ќе ги расчистуваат гардероберите дома, дека се она што мислат дека е употребливо, а тие не се веќе спремни да го носат на себе или членовите на нивното семејство, да ги поттикнеме сето тоа да го соберат и да го донираат во Црвениот крст. Значи, кај нас има, не само во Копче, имаме поставено и оние контейнери, веќе препознатливи во нашиот град, на повеќе локации, речиси во секоја општина територијално, или пак во централното градско подрачје кај нас во Даре Џамбас, домот на хуманитарните организации, каде што ете, може и само да ја остават. Секако само да е во кеса. Има некакви минимум стандарди, значи за да не се расфрла, за да не се оштети, за да не се случи некако приставање на обликата да се скине, па потоа да не е употреблива, или пак директно во Момин поток, каде што се нашите магазински простори, затоа што верувајте ме, ние зборуваме дека имаме голем пристап до облека, консумерско обштество, се купува, се трупаат облеките во нашите плакари, меѓутоа сепак да сме свесни дека има голем број на лица кои што имаат потреба од облека. И тоа како имаат, бидејќи тоа е нешто што е на исто, на работ, на она што е минимум достоинствено покрај храната, нели пристапот до вода и оние услови и облеката. И секако да бидеме свесни дека процесот на донирање облека треба да продолжи и ги поттикнуваме граѓаните, меѓутоа еве, чисто да подигнеме јавната свест да се прави тоа што е можно почесто и да се размислува облеката да биде сепак употреблива пред да се даде на крајниот корисник, еве да речем. Александра, ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Се надевам дека допревме до гледачите и дека ќе подразмислат малку пред да почнат да ги фрлаат во контейнер алиштата кои што не им требаат. Ви благодарам, уште едно дополнување. И облеката која што ќе биде донирана, а може би не е употребила, ние не ја фрламе. Ние имаме цела една мала работилница каде што правиме, не знам, чаршави или пак некакви оние прекривки од парчиња облека, кои што ќе завршат исто или во некоја институција, болница, па и дом, бидејќи се дел од Копче, така што и со вишоците отпад се трудиме да направиме нешто полезно, односно да не заврши и од кај нас и ние да не излеземе нели еден да продуцираме, да речеме, отпад, туку едноставно да се го најде местото и како е рециклиран отпад.